Законските измени со кои се предвидува само пензионерите кои живеат на територијата на земјава да добиваат зголемување на пензиите беа со цел освен пензискиот фонд да се заштитат и пензионерите кои се активни во фондот, вели заменик министерот за социјална политика Ѓоко Вилковски, откако Комисијата за заштита од дискриминација, одлучувајќи по претставки од граѓани, утврди дека околу 12.000 пензионери кои се стекнале со право на пензија во земјава, но живеат во странство, се индиректно дискриминирани, откако не им било исплатено второто линеарно зголемување од 2500 денари. Со ваквите измени, годишно фондот на ПИОМ штеди најмалку 5 милиони евра. Анализата која што се направи веднаш после првото покачување на линеарно покачување од 2500 денари, дојдовме до податок дека пред се 10.000 лица кои што не живеат во Македонија, тие се со странски трансакцијски сметки, со живеалиште кој што не е во Македонија. Од моментот каде што законот децидно укажува на тоа дека процентот на поравнување на пензиите е по принципот на инфлацијата која што се случува во Македонија, а секако и животниот стандард. Поаѓајќи од тој аспект на самиот закон за пензиско и инвалидско осигурување, дојдовме до ситуација да треба да се одлучи дека токму ваквиот принцип треба да биде прифатен само за оние кои што се жители во Македонија. Иако Министерството и владата од Комисијата добија препорака во рок од 6 месеци да го променат законот, сепак Вилковски вели ќе чекаат одлуката на Уставниот суд каде се оспорени законските измени од април годинава. Комисијата за дискриминација даде едно решение за индиректна дискриминација токму по однос на оваа законска измена. Секако и Уставниот суд се поднесени веќе 3 иницијативи кои што владата даде препорака на Уставниот суд дека не ги прифаќа како такви, меѓутоа секако последниот збор ќе го има Уставниот суд. Следното линеарно покачување од 1000 денари е планирано за март до година, а доколку не се направат законски измени, како што налага Комисијата, тоа повторно нема да важи за пензионерите кои живеат во странство. Вилковски вели, формирана е комисија која анализира состојбата во фондот, но и претходните линеарни зголемувања, пошто ќе се донесе одлука дали следната година ќе има процентуално или повторно ново линеарно зголемување на пензиите.